новите критериуми ќе важат само за новите кадри, додека постојните професори практично ќе исполнуваат помалку услови од нивните помлади колеги кои ќе бидат избрани во наставно-научни звања. Зошто на некој начин не ги опативте и актуелните професори? Стравувавте ли дека ќе се повтори сценариото од 2014 година со професорските пленуми и силните реакции во академијата? Може би не сум сосема во право, но јас сум длабоко убедена дека прв пат во овие долги години академијата и министерството имаат партнерски однос. Од тука јас не очекувам пленум. Никаков пленум не очекувам. Иако нели никогаш ништо не може да се предвиди, меѓутоа мислам дека воспоставивме такви односи и таква соработка што такво нешто не е ни потребно. Ако ме прашате, ни тогаш не беше потребно, но еве тоа академска слобода, нема да се мешам. Сметам дека тој пленум и таа академска слобода нанесоа голема штета на државата, но не сум за тоа денес дојдена тука. Да не го потпише председателката на државата законот, затоа што и таа беше против тогашните измени во законот за високо образование. Пише председателката, се надевам, не можам да тврдам, но во неколку средби што сме ги имали и по други поводи, а и сум се слушнала неколку пати на телефон по повод овој закон, или еднаш небитно сме разговарале на таа тема, сметам дека и таа го поддржува овој закон.